Поддршка за председателот Ѓорге Иванов да обстои на одлуката да не го доделува мандатот за состав на владата без да се отфрли тиранската платформа. Даваат граѓаните во организација на иницијативата за заедничка Македонија повеќе од 50 дена. Поддржувачите на оваа иницијатива порачуваат дека македонскиот народ ќе истрае и нема да дозволи наметнување на никакви платформи. Битолчани на вчерашниот мирен собир повторно кажаа не за двојазична Република Македонија и дебати кои се вовед во промена на знамето, химната и грбот на државата. Јас како спортски работник се раководам од мотото дека спортот е она што не обединува, така да Македонија е пораката моја за оваа вечер е дека Македонија е над сите нас, дека имаме аманет од сите наши дедовци, прадедовци кои се борели и кои ја создале оваа Македонија, да ја зачуваме за идните поколенија, онаква каква што е, унитарна, суверена, мултиетничка. Од граѓанската иницијатива се децидни дека нема да дозволат туѓа платформа да биде усвоена во македонското собрание и дека народот мора да остане буден. Црвено-жолтата линија нема да ја поминат. Треба да го одбраниме уставот и да не дозволим избор на претседател на собрание кој под перница ја чува тиранската платформа. Во петок ќе соопштиме важни информации и планови за наредниот период, велат од иницијативата за заедничка Македонија. Тие бараат од партиите, посебно од ВМРО, ДПМН и од СДСМ, да не допуштаат да се гласа во собранието законот за двојазична Македонија, затоа што тоа, според граѓанската иницијатива, ќе биде вовед во редефинирање на Македонија.